копаш дупка, ставаш расад, полеваш со вода и готово. Банки, компании, невладени, граѓани се впуштија во акции за садење дрвја за да демонстрираат општествена одговорност и развиена еколошка свест. Со едно пребарување на интернет може да се забележат десетици кампањи и PR објави спроведени изминативе години. Садењето честопати се прави со еднородни насади, без да се води сметка за ефектот, ниту да се побара стручна помош. Парите фрлени, резултатот однапред осуден на неуспех. Истражувајќи го значењето на ваквите насади за животната средина, патот не однесе до трудот на Ласло Ердош од Институтот за екологија и ботаника при Унгарската академија на науките. Во него, тој и други автори констатираат, додека природните шуми во светот забрзано исчезнуваат, еднородните плантажи забрзано се шират, иако представуваат поедноставени и скудни екосистеми со ниска еколошка вредност. Побаравме појаснување од авторот кој се наоѓа во Чикаго. In an ecological sense, tree plantations or non-native tree plantations especially cannot be regarded as real forests because their ecological value is very low. I think in the region we should reconsider reforestation activities, and if we try to plant trees, it is the best to plant native tree species, and it is even better to protect the remaining natural forests because these are those forests which are ecologically the most valuable. My final message is that if you want to fight climate change, which is right, and if you want to protect the real natural values of your country, then you should consider these two aspects simultaneously. And first of all, you should protect the existing forests because these bind more CO2 than tree plantations. And if it is absolutely necessary to make tree plantations, then it is the best option to use native species which are at home in your country and which are associated with a rich flora and fauna. Од Чикаго во Скопје разговаравме со деканот на Факултетот за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг. За професор Сотировски, важно е да се зачуваат и постојните шуми и да се садат нови површини под шуми и зеленило. Но и тој потврдува дека ваквите акции честопати се одвиваат стихино, без да се обезбеди соодветна експертиза. Ни требаат и нови површини со шуми, ни треба и зачувување и обновување и подобрување на оние површини со шуми со кои што моментално располагаме. Значи, опасноста е голема ако продолжи овој тренд на обешумување и кај нас и во светот. Овие акции кои што се прават, заклучивме дека треба да се прават, меѓутоа гледано според волумен, обем, површини се миниатурни. Тие се добри да се случуваат, меѓутоа не сме да се потпираме на доброто владење на неколку корпорации кои што решиле да станат општествено одговорни. Значи, мора посистематски и државата со поголем број средства од тие што веќе ги наменува. Компаниите бараат помош за садењето садници, но не и граѓанските здруженија и невладините кои тоа го прават на своја рака, велат од јавното претпријатие Национални шуми. Се пошумува и каде треба и каде не треба, со садници кои не одговараат на теренот. Не се води сметка за видот, возраста, густината, периодот на садење, ниту за намената, па ефектот е минорен ако воопшто го има. При пошумувањето многу е важно да се пристапи стручно. Прво, садењето е многу важно, второ, временскиот период, важни се типот на садници, начинот на производство на садниците, да се видат еколошките, биолошките карактеристики на садницата и кога сите тие компоненти ќе бидат земени во предвид, тогаш пошумувањето, успешноста е неминовна. Меѓутоа, доколку се оди, да не речам лаички, тогаш пошумувањата или озеленувањата се ставаат под знак прашање.
Постои опасност да се садат и несоодветни видови за ова поднебје, кои наместо да донесат бенефит, отвораат простор за инвазивни видови кои прават пустош. Веќе има список на инвазивни видови, тоа се повторно нововнесени видови, кои што на новите територии се пренамножуваат и може да станат пречки, односно проблематични по однос на биодиверзитетот. Зафаќаат многу поголеми површини, ги загрозуваат домашните видови, домашните растителни видови, а со тоа може да направат и поголема штета по однос на севкупниот биодиверзитет. Дополнително, кампањата за садење не смее да биде еднократна, а тука најчесто се потврла. За нас успешност на пошумување под 60% се смета за неуспешно и по правило би требало да пристапиме кон пополнување на таа површина и тие одгледни мерки не е лошо да траат 3 до 5 години. Според досегашните истражувања на светско ниво, се потврдува дека масовните кампањи не се најдобар начин на кој може да се справиме со уништувањето на шумите и не треба да се сади секаде и во секое време. Па така, секоја држава за да ги зачува шумските екосистеми на начин кој што е потврден од науката, треба да преземе еден или повеќе од следниве чекори. Да воведе забрана за сеча, мораториум на неодредено време на дрвја во одредени делови на територијата. Реставрација, зачувување и унапредување на посечките шуми, особено оние во заштитените подрачја како национални паркови. Да се обноват местата кои историски биле под шума, но со текот на времето таа шума исчезнала. Кампањите за садење дрва секако дека имаат благородна цел, но мора да се внимава да не бидат залудни, за да се постигне посакуваниот ефект, односно да не се организираат стихино и да се слуша мислењето на стручната јавност. А приоритет мора да биде заштитата и обновата на старите шуми, процес во кој што и државата мора да влезе многу поагилно.